Почитувани добро вечер, во Став вечерва имам чест да разговарам со Драган Јаневски, директор на Општинското средно техничко училиште Наце Боѓони во Куманова. Господине Јаневски, добро вечер и ви благодарам на одвоеното време. Благодарам на поканата и добро вечер до гледачите на ТВ Плюс телевизија. Учебната година заврши, а пак матурантите полагаат државна матура. Кога ќе бидат доделени свидетелствата на учениците, а пак кога ќе бидат објавени резултатите од државната матура и што се оние ученици, односно матуранти кои што можеби нема да ја положат матурата или пак нема да ја положат матурата во целост, бидејќи се полагани или во повеќе делови? Така. Државната матура започна со првото полагање беше на 31 мај, второто полагање беше на 11 јуни. Тоа се два дела кои што доаѓаат од спаѓаат во екстерниот дел и доаѓаат од Министерство за образование и наука. На 31 се полагаше мајчин јазик, а на 11 се полагаше англиски јазик и математика. Од понеделник продолжуваат действијата што се врзани со државната матура, оние интерни полагања кои што се за секоја струка одделно, а од денеска започнува завршната матура, учениците кои што не пријавиле државна матура, туку завршен испит. Сите тие процедури ќе завршат во јуни месец. После тоа очекуваме резултатите да стигнат од државна матура, кои што треба да бидат 30 дена од последното полагање, а последното полагање, збориме за екстерниот дел, е 11, фактички некаде околу 10-11 јули треба да стигнат резултатите од државната матура. Додека да се напишат дипломите, тоа ќе се случува во месец јули, после тоа доаѓа август, каде што учениците ги чекаат уписите на факултет. За ученици кои што нема да положат матура или нема да положат целосно матура, има августовски рок, тоа е у почетокот на август, полагаат, има втора шанса, за да можат после да ги комплетираат документите да аплицираат на факултетите. Што се однесува до свидетелствата, кога ќе им бидат доделени на средношколците? На матурантите веќе се поделени свидетелства. Не, зборувам со останатите средношколци. За останатите, по наставничкиот совет кој што ќе се одржи во наредната недела, после тоа следи издавање на свидетелство за оние прва, втора и трета година ученици. Како училиште може да се пофалите со голем број награди освоени на државни и меѓународни надпревари. Задоволни ли сте со резултатите кои што ги постигнаа вашите ученици оваа учебна година? Секоја година Наце Боѓони бележи подем во резултатите што ги постигнуваме. Пред се меркани се државните надпревари и меѓународните надпревари. На општински надпревари веќе стандардно сме константно на високо ниво. Оваа година на државно ниво освоивме доста награди, ја сепак мора да ги издвојам. Во автоматика и роботика Ива Манасиевска освои трето место, на тоа е на државен надпревар млади истражувачи, а државниот надпревар од електромашински училишта освоивме голем број награди, веќе постојано со години имавме прво место електротехничар и енергетичар. Оваа година имаме прво место за компјутерска техника и автоматика Матеј Григориевски, прво место од ментор Јелена Поп-Григорова и Марија Крстевска, Наум Богдановски, електротехничар и енергетичар, второ место, ментор Тони Ристевски, Леонид Тодоровски, трето место, техничар за индустријска мехатроника, ментори Новиќе Ѓорѓевски и Давор Јордановски. И после следи на државниот надпревар по биологија Дарија Тодоровска освои прво место и на републичкиот надпревар по латински јазик Ива Ангеловска од прво 7 освои прво место. Забележително е тоа што Наце Боѓони бележи во последно време успеси и на општобразователните предмети, што говори за квалитетот на наставата во Наце Боѓони и заедно со оние што ги постигнуваме на стручните предмети го комплетираме училиштето како едно добар воспитан образовен процес кој што се одржува во нашето училиште. На матурската прослава го објавивте, односно го прогласите ученикот на генерацијата од паралелките со настава на македонски и на албански јазик. За кои ученици станува збор? Секоја година на матурската прослава го прогласуваме ученикот на генерација на Наце Боѓони, тоа е ученикот Меланија Додевска во македонскиот наставен јазик и Кендреса Зимери, ученичка од албански наставен јазик. Покрај овие ученици имаме прогласувани ученици на струки, Лука Крумевски од електротехничка, од машинска струка, Лука Стојановиќ од електротехничка струка и Матеја Трајковска од здравствена струка.
Тоа се ученици кои што се извојуваат од останатите ученици по струки, а за Меланија Додевска мора да кажам дека девојката освои и прво место на меѓународен натпревар кој што се одржа во Босна и Херцеговина. Она што е најактуелно во моментов се уписите во средно образование. Електронското пријавување започнува утре, односно 14 јуни. Колку дена ќе трае електронското пријавување? Кога учениците ќе треба да ја донесат потребната документација во училиштата? И што со оние ученици кои можеби нема да можат електронски да се пријават, дали може да побараат помош во училиштата, некој да им помогне? Електронското пријавување по конкурсниот рок што е даден од Министерство за образование и наука започнува на 14 до 17. На 17 јуни до 15 часот. Потоа следи рангирање од страна на Министерство за образование и наука и така изрангираните ни ги праќаат на нас. После тоа ние постапуваме по списоците што се дадени од Министерство и на 18 и на 19 јуни до 17 часот ние ги запишуваме тие ученици кои што се примени фактички по ранг листа од Министерство за образование и наука. Тоа е прво пријавување. Второто пријавување е на 30 јуни до 24 часот, значи до полноќ, а листите ги објавуваме на 1 јуни собањето во на 1 јуни ги донасат документите во нашето училиште и наредниот ден ги истакнуваме списоци кои што се примени. Сите ученици кои што нема да бидат запишани во јунскиот испитен рок имаат право да се запишат и во августовскиот испитен рок и учениците кои што имаат останано на полагање во 9 одделение. Така да имаат простор и за втора шанса. Така. Во средното училиште Наце Бојони, согласно конкурсот на Министерството за образование и наука, во прва година во следната учебна година може да се запишат вкупно 637 ученици со настава во паралелките со настава на македонски и на албански јазик заедно. Колку од овие ученици од вкупниот број може да се запишат во машинска струка, која покрај досегашните 3 образовни профили е збогатена со уште еден нов профил и колку поени се потребни? Од ова година во машинската струка воведуваме нов профил техничар за возила со алтернативен погон. Тоа е профил од 4-годишно образование кој што, познавајќи ги приликите во нашата држава, верувам дека ќе побуди интерес кај деветоделенците. Стандардно, значи техничар за компјутерско управување, 2 паралелки, една на македонски, една на албански наставен јазик по 34 ученика, 2 паралелки машинско-енергетски техничар по 34 ученика, и техничар за возила на алтернативен погон, ова што го реков, значи тоа е една нова паралелка со 34 ученика и кај албанскиот наставен јазик имаме конструктивски механичар, тоа е трет степен образование. Сите 4-годишни профили се со минимум поени за запишување 45. Вкупно имаме, значи колку ќе дојдат 1, 2, 3, 4, 5, 6 паралелки од машинската струка. Колку поени се потребни за конструкцијски техничар, кажавте, за 3-годишно образование? Да, конструкцијски механичар 30 поени се минимум поени кои што фактички завршиле 9 одделение. Така. Колку паралелки се предвидени во електротехничката струка, со кои профили располага училиштето и околу поени, така може? Да. Од електротехничката струка се предвидени 8 паралелки. Најстариот профил електротехничар енергетичар, една паралелка на македонски наставен јазик, една паралелка на албански наставен јазик, минимум поени за запишување се 45. После тоа доаѓа најатрактивната струка електротехничар за компјутерска техника и автоматика, 2 паралелки на македонски наставен јазик, 2 паралелки на албански наставен јазик, значи вкупно по 68 ученика, минимум поени за запишување се 55. Доаѓа после техничар за индустријска мехатроника, тоа ни е дуална паралелка со германскиот гигант Дрекслер Мајер, каде што запишуваме 20 ученика, затоа што договорот со Дрекслер Мајер ни е на 20 ученика и минимум поени за запишување се 55. И на албански наставен јазик имаме третстепено образование, тоа е електромеханичар, каде што се запишуваат 34 ученика и 30 поени минимум за запишување. Најголем број поени, 70 чинам дека беа, согласно конкурсот на МОН, се потребни за здравствената струка за профилот медицинска сестра. Колку паралелки годинава ќе бидат запишани, односно може да се запишат во здравствената струка? Веќе со години, значи здравствената струка кај нас е застапена со профилот медицинска сестра, запишуваме 2 паралелки на македонски наставен јазик, тоа се 168 ученика, и 3 паралелки на албански наставен јазик, тоа се 102 ученика. Минимум поени за запишување се 70 и таму се фактички оние најдобрите ученици. Имаме постојано некое место да фали, али во голем дел
бројката се пополнува. Претходно ги спомнавте дуалните паралелки, со оглед на тоа што дуалното образование е се попривлечно, поатрактивно за учениците. Може ли да ги посочите бенефитите од дуалните паралелки? Дуалните паралелки даваат предност тоа што учениците веднаш поаѓаат на лице место во производство, фактички каде што се врши производствениот процес. Веднаш се запознаваат со тој производствен процес и веќе после тоа се на многу повисоко ниво спремни да можат да влезат во производствениот процес, за разлика од децата кои што не ги посетуваат дуалните паралелки. Ние како НАЦ Буѓони настојуваме да направиме што е можно повеќе дуални паралелки, али не по секоја цена, како што го прават поголемиот дел училишта во нашата држава. Ние направивме една дуална паралелка, како што реков, со германскиот гигант Drexler Meyer, со 20 ученика, и во преговори сме со повеќе фирми за отварање на нови дуални паралелки во нови струки. Еве, конкретно со Ева на Македонија сме во преговори за отварање на дуална паралелка од електротехничар енергетичар, он е најстар профил од електротехничката струка. За истата струка е заинтересирана и рафинерија Окта. Значи, они покажа интерес за тој профил за дуална паралелка, така да можеме да направиме некоја комбинација од ЕВН и од Окта. Зборам за наредната учебна година, за тоа што ваа е завршена, и за Кентаур. Тоа е поранешна Искра и со таа фирма се во преговори за дуална паралелка за техничар за компјутерско управување. Од електротехничка струка и машинска струка, а од здравствената струка не тајна дека правиме преговори за наредна учебна година да можеме да стартуваме како дуална паралелка заедно со болница на Куманово. Техничкото училиште НАЦ Буѓони континуирано вложува во модернизација на образовниот процес и практичната настава. Дел од опремата е набавена со сопствени средства, дел е донација од општествено одговорни компании. Која е последната донација во вашето училиште и со каква опрема располага училиштето? Да. Последната донација доаѓа од нашиот дуален партнер Drexler Meyer. Тоа е ултрасонична машина за прецизно поставување на капли. Машина која што ќе го зголеми нивото на практична настава, нивото на добра практична настава во нашето училиште, не само во електротехничката струка и она дуална паралелка што имаме мехатроника, туку во сите профили што ги имаме и во машинската струка. Покрај оваа машина имаме добиено оваа година и роботска рака. Тоа станува збор за 2 роботски раки, кои што се донација од германската амбасада. Тоа е најсовремено нагледно средство кое што многу им помага на учениците за совладување на практичниот дел. Тие се 2 донации, потоа следува донација од логин системи, кои што имаме стандардно добра соработка и со помош на електротехничкиот факултет правиме разни надпревари на ниво на државата. Таму имаме голем број на материјални добра, вежби и друга нагледна опрема. Од сопствени средства набавивме 3D принтери, значи за машинска струка, за електротехничка струка, за македонски наставен јазик, за албански наставен јазик. Претходната година набавивме рутер ласер, значи тоа се најсовремени машини кои што се за машинската струка. И да не ги редам сега, значи постојано вршиме апдейтирање на опремата која што ни е за практична настава и мислам дека сме во тренд со времето кое што го бара тоа. Директоре, зошто идните средношколци да се определат токму за стручното образование кое што го нуди техничкото училиште? Техничкото училиште ги нуди оние 3 струки што ги имаме ние, значи машинска, електротехничка и здравствена струка, кои што се моментално најбарани на пазарот на трудот. Покрај тоа, тие струки што се барани во нашата држава и во нашето обкружување и во Европската унија се струки и профилите што ги имаме од тие струки најбарани, што значи дека трендот на запишување на ученици се надевам дека ќе продолжи како претходните години како најдобри. Мислам дека произведуваме и добар кадар кој што лесно се справува после со предизвиците кои што ги носи времето. Ви благодарам на гостувањето. Ви благодарам на вас за поканата. Почитувани, НАЦ Буѓони како и останатите средни училишта во градот неодамно организираше отворен ден за деветоделенците. Во продолжение предлагам заедно да го видиме уште еднаш видеото од отворениот ден во НАЦ Буѓони. Ви благодарам на вниманието.
последните 5-6 години можем да кажем слободно дека добро поминуваме на уписите за прва година, затоа што смеровите, профилите и струките што ги имаме во нашето училиште баш се во тренд со актуелната состојба, со општеството и со приликите во нашето општество и окружувањето околу нас. Стандардно се надевам како и секоја година дека ќе запишеме најголем број на ученици на територија на општина Куманово, ќе видиме што ќе се случи баш на денот на уписи. Ние знаете порано дека имаме 3 струки. Најстара струка ни е машинската струка од 1964 година со следните профили: техничар за компјутерско правување, машинско-енергетски техничар и од оваа година нов профил техничар за возила на алтернативен погон. Тоа е 4-годишно образование кое што го воведуваме оваа година како замена за конструкцијски механичар 3-годишно образование што го имавме минатата година и каде што знаеме дека постојано интерес за 3-годишно образование опаѓаше. Од електротехничка струка, електротехничар и енергетичар како најстар профил и компјутерска техника и автоматика. Од последните 3 години техничар за индустријска мехатроника, тоа е дуална паралелка во соработка со гигантот од Германија Дреслер Мајер. И последната струка, тоа е медицинска здравствената струка, профилот медицинска сестра, каде што постојано имаме стандарден број на ученици. Во училиште во минатото се запишува на 2000, може би повеќе. Настава се изведува кај нас и на албански наставен јазик, да, и овие струки што ви ги реков се однесуваат за настава на македонски наставен јазик, кај настава на албански наставен јазик имаме разлика од овдека што имаме таму 2-3 годишни образование, електромеханичар и конструкцијски механичар, и во здравствената струка таму се 3 паралелки на медицинската струка. Заедно со нив идеме на бројка од 2000, значи 1900 и нешто запишани ученици, али поглавно сме поделени, значи пола-пола, значи ученици. Каква е интересот од бизнес заедницата? Ви барали нови струки, имате ли нови барања? Доаѓаат ли, се интересираат ли, ви предлагаат ли пред се? Постојано сме во контакт со заедницата што не обкружува. Ние во овој момент имаме контакти со ОКТА, со ЕВА на Македонија, со Кентаурус пред се за формирање на дуална паралелка, она што е актуелно во средното стручно образование, така да ќе видиме што ќе направиме за наредната учебна година, али трендот ни е тој, да воведеме дуално образование во што е можно поголем број на паралелки, али збориме за дуално образование во вистинска смисла на зборот, значи со фирми кои што можат да го направат тоа дуално образование како што треба. Па така, со воведување на кампањата Учи паметно, работи стручно од страна на Министерство за образование и наука, со години наназад, иако беше застапено претходно гимназиското образование или општото образование, у кој се полнеа Кумановската гимназија како на македонски, така и на албански наставен јазик, со воведување на оваа кампања и воведување на дуални паралелки во сите средни стручни училишта, интересот на учениците се сврте кон струката, тоест затоа што учениците паралелно со теоријата која учат во училиштето, во компаниите се стекнуваат и со практични вештини, а тоа представува и готов производ на трудот, тоест на пазарот, побарувачката која имаат приватно стопанствениците и поголемите компании. Како сектор за образование бевме задолжени од страна на Министерството да изготвиме анализа на пазар на трудот. Истата беше реализирана во месец јануари 2025 година, во кога на социјален диалог настанот, кој беше така насловен, беа поканети и компаниите од општина Куманово, на кои дебатиравме за што она им недостасува, а недостасува многу. Ќе почнеме од образованието, дефицитарни сме со наставници пред се, а потоа и со стручен кадар. И нормално затоа што многу населението, процесот на миграција не застанува, многу од населението мигрира, таа миграција не престанува и со тоа и учениците што завршат го гледаат својата екзистенција со стекнување на диплома и стручно образование за да можат да најдат работа во некој од западно развиените европски земји,
но ќе се трудиме сите заедно, и директорите и ние, да бидат подобри услови пред се, за да учениците пред се бидат присутни тука и да своето образование после завршување на средното образование го продолжат тука во рамки на границите на територија на Република Македонија. Инаку што се однесува до одлуката, си ја донесуваат нормално самите ученици, нормално со своите родители. Апелирам до сите ученици да си го изберат она што ќе биде за нив најдобро, иако сега на нив изборот им е најтежок, да се наоѓаат на една раскрсница каде да го продолжат својот пат, меѓутоа еве до сите апел да си го изберат она образование за кое сметаат дека ќе биде добро за нивната иднина. Од оваа учебна година, новата учебна година 2025-2026 година, е воведена нова насока во Техничко училиште на Цибоѓони. Тоа е техничар за возила на алтернативен погон. 4 годишно образованието, минимум поени се 45. Се изучува, значи, основи на машинството и електротехниката, механика и конструкција на возила и системи на самиот алтернативен погон. Значи, учениците можат по 10 години да извршуваат диагностика и одржување на нови видови на возила, практична обука во работилници и сервиси. Кога ќе завршат таа струка, ќе може да работи во самите како техничари во сервисот за електрични и хибриди возила, со тоа што ќе имат можност да ова нова насока да ја практикуваат. Согласно конкурсот, колку е минимум поени за ова? Минимум поени е 45. Значи, нова паралелка, така да се надеваме дека учениците ќе се запишат, ќе бидат заинтересирани за ова нов профил. На смерот техничар за компјутерско управување на CNC машини, првата и втората година се учи теоретскиот дел, се учи како се црта и почетоците, а во трета и четврта година се учи како се програмира прво на лаптоп, а потоа се програмира на CNC машините и се управува со нив. Поред мене, оваа струка не е тешка, затоа што се запишуваш со амбиција да научиш нешто за CNC машините и понатаму да работиш во животот тоа што си го учил. Ние сме ученици во машинската струка техничар за компјутерско управување, односно во скратеница ТКУ. Ние учиме за програми како да можеме да ги спечатиме 3D моделите и да ги изработуваме со помош на CNC машина или да ги направиме прво во 3D модел со помош на 3D принтер. Учевме исто така за пневматика и хидраулика со помош на системите CAD и CAM. Јас сум Антонио Стефковски. Ние исто така имаме практична настава што ги изработуваме нашето знаење преку практични вежби. Имаме изработка преку 3D ласери, 3D принтери и ласери. Ова ни е преку ласер, помал дел од тие вежби. Исто така изработуваме и поголеми површини. Преку 3D принтер изработуваме вакви работи. Исто така поволно е овој смер, бидејќи сето наше знаење можеме да го примениме преку вежби и појасно ќе ни бират задачите. КТА е смер каде ќе изучуваме различни предмети од сите технолошки страни. Имаме дигитални системи, програмирање, системи за автоматско управување, процесно управување. Имаме други предмети кои зависат од гоегите каде што учиме. Тука имаме презентирано различни проекти кои ги правиме низ текот на годините. Одиме на различни надпревари кои се по практично и теоретско знаење. Прошлата недела јас освоив прво место на државен надпревар по теоретско и практично знаење кој се рекува КТА надпревар и е стручен само со овој смер. И ова е таа медала. Имаме различни проекти, роботски раки, пајак истражувач, разни мерни инструменти тука кои што служат за мерење на различни мерни големини. Таму имаме други проекти кои што девојчињата освоија во Босна и Херцеговина прво место на државен надпревар.
И така да овој смер вклопува сите страни на современа технологија кои во денешно време се користат и може учениците да унапредуваат своите знаења. Ова е електротехничка струка од смерот електротехничар енергетичар. Имаме најразлични вежби, а може прво да започнеме, имаме VR, потоа имаме трифазен мотор за променување на насока. Моментално моторот го немаме, не е во употреба, но за демонстрација може вака да се направи. Со кликнување на ова, свети си јаличката и имаме моторот е во погон. Во една насока се гаси, се кликнува другото, свети си јаличката, моторот врти во друга насока. Овдека имаме имаме фреквентен регулатор кој од монофазна струја ја претвара во трифазна и моторот трифазен мотор работи фактички на монофазна струја, плюс има редуктор. Може да ја подесуваме самата со фреквенцијата, може да ја подесуваме брзината на моторот. Овдека имаме трансформатор. Трансформаторот служи како направа за промена на напон, ако сакаме од поголем до понизок напон. Имаме најразлични трансформатори, имаме дистрибутивни, поголеми, помали за разлика од напонот. Продолжуваме овдека, ова е едно куќен индикатор имаме звоно, од овдека е приклучокот, натаму се движи, имаме за бойлер, за сијалици, така, тоа е тоа. Наум Богдановски. Ова е техничар за индустријска мекатроника, дуално образование со Дрекстел Мајер. Ние во ова струка учиме за механика, електроника и програмирање што спаѓа во информатика, како што имаме туа прикажани роботи. Исто така учиме за пнеуматика, електропнеуматика, исто учиме лемење, како да лемиме на плочите, електрични инсталации. Тука имаме на обработени чекан, навој и една метална плоча. Имаме тука прикажани неколку алат како што се цвицангли, бланкерице, пумпа за калај. VR headset каде што не учи нас со програма на македонски јазик како да ги поставиме елементите за пнеуматика. Тука имаме на телевизор покажано процесот, како ни покажува се така. Имаме и тука книги од каде што учиме пнеуматика. Во оваа струка имаме редовна пракса од 2 до 4 година, од 1 до 3 имаме феријална пракса. Исто така имаме ние можност да полагаме и германска матура кој ни придонесува германски сертификат. Како што рековме, ние учениците од медицинската струка освоивме прво место на општински надпревар по прва помош и сега продолжуваме на регионален надпревар каде што се надеваме исто така на успешни резултати. Разни активности преку училишниот клуб кој е отворен и кој го води Црвениот крст. Оваа година нашето училиште освои прво место на општинскиот надпревар по прва помош. Исто така, секоја година ученици од техничко училиште се вклучуваат во ПКВ циклусот кој се обработува со години и изработуваат успешни проекти. Покрај тоа што нашето училиште ја нуди можноста за стручно образование, здравствената струка со профилот за медицинска сестра техничар е многу одличен избор доколку учениците имаат заинтересираноста да помогнат на другите и да ја подобрат иднината со тоа што ќе бидат идни доктори, здравствени работници и медицински сестри. За да се запишете на здравствена струка во техничко училиште потребни ви се 70 поени. Во нашата струка ќе научите за тоа како да бидете пред се хумани луѓе, потоа ќе научите многу способности за тоа како да помогнете на луѓето. Во прва и втора година учиме теорија, потоа продолжуваме со пракса, каде што во трета година на сите ни е најинтересно, бидејќи тука почнуваме за прв пат во болницата. Потоа четврта година исто така ни е многу интересно, бидејќи исто така продолжуваме со праксата во болница. И здравствена струка ви овозможува веднаш по завршувањето на средното училиште да се вработите и да работите како медицински сестри и да бидете хумани луѓе, како што кажа Ангела.